Маркетите да не се служат со трикови, бидејќи ограничувањата може да бидат годишни наместо месечни, порача денес премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека пазарниот инспекторат и Министерството за економија и труд внимателно ќе го следат однесувањето на големите маркети. Мицкоски предупреди дека ограничувањата не ќе бидат само краткорочни, туку може да се применуваат и на годишно ниво. Да, тоа го следиме како процес. И мојата порака до маркетите е да не се служат со трикови, затоа што ограничувањата може да бидат годишни, а не неделни или месечни. И многу внимателно преку пазарниот инспекторат и Министерството за економија и труд го следиме однесувањето на некои од маркетите. Што се однесува до ветингот на ДУИ, мислам дека со таа тема веќе е заморена јавноста, ветинг на суди, ветинг на не знам што, ветинг на ДУИ, ветинг на ветинг и така натаму. Мислам дека имаме многу поважни работи да решаваме проблеми кои што ги остави ДУИ, отколку да се занимаваме со некои измислени теми. И граѓаните на терен сведочат за покачени цени, особено оваа седмица. Велат секојдневно истите се менуваат по волјата на маркетите и тие побараа мерки. Сваќам да те прави сега што предаваме. Не скапо, туку прескапо е. Парода. Тоа е за еден дел од парите. Цените о идеја на плафонот и поиш, тоа прави, тоа е. Скапо е. Претерано скапо, не е било вака скапо е. Јас сум 17 години опстана. Со тие пари не бива ништо. Со 18 дарки Цените сега отиди, утре отиди. Граѓаните додаваат дека зголемени цени забележале особено на прехранбените производи, а премиерот во последните изјави најави дека владата наскоро ќе објави конкретни мерки за заштита на граѓаните од растот на цените. Дополнително граѓаните побараа и повисока минимална плата со цел да не се исилат и оние што останаа во државата.